И на крајот на емисијата за една манифестација која што се повеќе станува интересна и може да прерасне во меѓународна, а тоа е костенијадата во Македонски Брод. Еве гледаме костенот, наш автентичен производ кој што може да има и перспектива. Поречието крие многу природни богатства што представуваат откритие не само за странците, туку и за домашните туристи. Костенијадата годинава се одржа по трет пат. Од година во година манифестацијата зема се поголем замав. Поречките костени од секогаш биле познати, меѓутоа еве дојде и денот кога денеска со Зурли Тапани, со едно убаво дружење од цела Македонија, почнавме манифестацијава да ја правиме во една културен настан, да биде и Македонски Брод во групата на градови кај што овие традиционални јадења, храни можат да се промовираат. Денеска имаме повеќе од 10-11 културно-уметнички друштва, во кои за прв пат имаме и културно-уметничко друштво од Србија. И мислиме дека сработката во иднина ќе продолжи со гости од другите држави. На манифестацијата учествуваат повеќе од 300 учесника, од кои мислам секој на свој начин. Имаме повеќе од 50 жени вклучени во изработка на сеот костен. Потоа сакам да нагласам изложбата 2010 на Златен костен, каде што учествуваат повеќе од 200 ученици кои со своите креации направија преубава изложба. Тука ги вклучија, ги направија желката, полжавот, зајакот, мечето, се од костени. Во иднина мислиме дека ова манифестација ќе продолжи и се надеваме дека ќе биде поддржана исто така од Министерството за култура, на голема благодарност од локалната самоуправа од Македонски Брод, ние вработените од Домот за култура, училиштата, гимназијата во Македонски Брод. Имаме веќе и формирање конвилиум овдека во Македонски Брод и с нечленови, мислам, планираме неколку пати, 2 пати сме били на Слупут во Италија, каде што ги промовиравме нашите поречки костени и костеновиот метод Македонски Брод. Во поречието може да се наберат и над 800 тони костен. Повеќето се во приватна сопственост, а костенот како природен еколошки производ отвора можност за развој на прехранбената индустрија. Оваа костенијада е трета поред оваа година во Македонски Брод и од големо значење за нашата општина, бидејќи на околу 150 хектари во општината вирее костеново дрво со плодови кои во поранешна Југославија се извезувале по наши сознани околу 1000 тони, уствари се изнесувале во Република Србија и останувале за потребите на Република Македонија и за потребите на општина Македонски Брод. Согледувајќи ја кризата за вработување, со оваа костенијада ние мислиме дека ќе отвориме нови работни места, бидејќи во потрага сме за инвеститори, за да вложат во капацитети за преработување на костенот, за да се добијат доста производи кои се познати од костеновиот плод. Меѓутоа, не само што ќе се вработат луѓе во капацитетот што ќе се отвори, се ствараат услови за нашите сограѓани кои живеат во повеќе од 50 села во нашата општина, да можат да ги собираат овие плодови и да обезбедуваат една екзистенција. На оваа манифестација оваа година имаме гости од Србија, тоа е и нашата цел, да стане интернационална, бидејќи со доаѓањето на гостите од Србија наредна година имаме најава од Бугарија и од други соседни држави, ќе дојдат гости кои ќе го пробаат плодот од костенот, кои ќе однесат плодови од нашиот костен во нивните држави и се надеваме така да дојде до една афирмација, да се прошири костеновиот плод кој е со посебни карактеристики, како што кажав, со многу шеќерни единици кои го нема во околината, не само во нашата општина, туку и надвор од Република Македонија, бидејќи има многу шеќерни единици и се употребува во кондиторската индустрија.
Значи целта ни е афирмација не само во Република Македонија, туку и надвор од нашата држава, се со цел да дојде до реална потрошувачка на производот кој ни го дала нашата природа. Костенот успева на надморска височина од 600 до 1000 метри, каде што се и поквалитетните. Прошетката низ таква шума, но и сето културно и историско богатство е вистинска мамка за љубителите на природата. Денеска на 27 ноември се наоѓаме во Македонски Брод во посета на Костенијадата, која што се одржува тука, а како Скопска туристичка есен, по теркот кој што го создадовме со Скопското туристичко лето, редовно на секое патување посетуваме и културни, и природни, и секакви богатства со кои што изобилува нашата земја. Па така денеска туристите имаа ексклузивна можност да ја посетат пештерата Пешна, која што е едно од најубавите вакви места во Македонија, а и пошироко на Балканот. Костенијадата може да прерасне и на регионално, но и на меѓународно ниво. Ваквата природна реткост е само уште еден плюс за Македонија и во иднина треба повеќе да се поддржи, а може да представува уште еден извозен производ. Секако костенот е подобар ако се преработи.